Добри ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравувам од етно селото комплексот Златно буре Кучково од Кучково. Овој комплекс е прекрасен и убав и зиме, и лете, и пролет, и наесен. Секое годишно време нуди уживање во просторот и обкружувањето на комплексот Златно буре Кучково. Ние со уживање доаѓаме овде и еве сега на самиот почеток на есента, навистина е прекрасно исто така да се прошета. И едноставно сега почнуваме околу есенските зеленчуци, есенските овошја, сега и тиквата многу интересна. Понатаму ставаме зелка, нели, да се подготвиме за зимата, да имаме за сарма и она сите редови со сите нишани си ги тераме. Но денеска сакам да обрнам внимание малку повеќе. Нели, почнуваме со рецептот и велиме 2 моркови, 1 морков, 3 моркови, правиш тава, 2 моркови внатре, манџа, компир манџа, 1 морков внатре, чорба, супа, 2 моркови рендани, сечкани така натаму. Значи, гледате дека нема манџа, нема тава, нема супа, нема чорба, каде што во нашата македонска традиционална кујна ние немаме морков внатре. Затоа сакав денешната емисија да ја посветам токму на морковот. Но во еден друг рецепт како десерт, значи колач со морков. Јас сум правела многу, па можам да ви кажам 3-4 вида на колачи со морков, но овој па некако посебно ми се допадна, се разликува од другите, затоа што во него нема ниту вода, ниту млеко, ниту јогурт, ниту ништо нема, туку течноста што ја добива колачот, ја добива исклучиво од морковот. Велиме, јади морков, тој е добар за очите. Не, мислам за видот е само еден мал дел какво влијание има морковот. Значи се користи за превенција на некои карциноми, на простата, за леукемија, превентива, понатаму ја подобрува дигестијата затоа што е полн морковот со растителни влакна, витамин А, го има во прекрасна портокалова боја, нели? Исто така и може да се најдат и жолти, значи секако вид на моркови кои што ние можеме да ги искористиме токму во овој рецепт. Значи, денеска ќе ви направам колач со моркови. За него вас ви се потребни 400 грама рендани моркови, 300 грама брашно, 300 грама шекер, 3 јајца, 1 пакетче прашок за печиво, 1 пакетче ванилин шекер и 1 мало филџанче како за кафе масло и тавче број 26 за да ја ставиме целата смеса и да ја печеме на 180 степени. Најпрви што правам, ги кршам јајцата. Јајцата и шекерот ќе ги изматам во една убава густа смеса. Така. 300 грама шекер. И матам се додека шекерот не се стопи во јајцето.
Готови се јајцата и шекерот. Сега го додавам прашокот за печиво. Го додавам и ванилиниот шекер и маслото. Прво малку, па ќе го додадам после, промешувам. Сега го додавам морковот. Значи, целиот колач ќе го има својот сопствен сок од морковот. И затоа ова се пече на тивко, да може морковот да ослободува својата течност. Сега ќе го додадам и брашното. Малку ќе ставам масленце овде, така, другото овде, така. И сега убаво, внимателно ги спојува сите состојки. Ова да ви кажам, нема да ве чини, што се вели, ни 200 денари нема. Цела тепсија за 200 денари, ако имате вкусен десерт и здрав препон со моркови. Ке ви се чини густо, нели, тешко за мешање се, но не грижете се. Морковот ќе се направи чудо. Доколку сте љубители на лимон, на вкус на лимон, ставете една кора од лимон внатре. Некој може би сака да стави цимет, ја не сакам баш да ми мириса на морков. И навистина вкусот е поинаков. Еве сега ќе го намачкам тавчето. Знаете како цел колач е на морков. Ке видите и вам ке ви се допадне. Така. Можам да замислам како ќе биде ова. Кога ќе се испече, можете и со прав шекер да го наросите. Ете така. Еве го колачот подготвен за печење. 180 степени сигурно ќе ве фати едно. Чекайте уште малку од тука да исчепкам. Така да не оди јабана ова. Така уште малку да го подсоберам. Така правеше и мајка ми кога правеше колач. Со прстот ќе изгребе цела таба. Значи се гледаме од како ќе испечам, изладам и наросам со прав шекер. Прво да ви кажам,
во кујната во Златно буре Кучково многу ја бендиса оваа тортичка со морков. Ми рекоа, леле, Адријана, колку е добра. Леле, погледнете како изгледа. Од озгоре на мачка со мармаладче, со джем од вишни. Леле, па и тоа како убаво. Оу, и тоа како убаво одговара, како мириса, каква е текстурата, погледнете на тестото. Значи, без капка вода во него. Леле, ао. Верувајте дека неповторлив е вкусот. Неповторлив. Значи, моркови, нарендајте, брашно имате, шекер имате, јајци имате. Еве ви колачи тоа. Да се насладите и да уживате во вкусот. Драги мои, многу ми е мило кога сите овие рецепти ги споделувам со вас. Јас ве очекувам да ни испратите, доколку имате некој подзаборавен стар рецепт од пожолтените, измастените тетратки на вашите мајки, баби, стрини, вујни и така натаму. Ние ке сакаме да ги споделиме со сите вас гледачите и воедно да сето тоа помогнеме во следните идните генерации на македонци да си ја сочуваат својата традиционална кујна. За крај, останете ми здрави, живи, добри и се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и како велат, оние луѓе кои што ве мразат. Ве мразат затоа што ви имате нешто што тие немаат, а сакаат да го имаат. Затоа ве мразат и немојте да се грижите. Еве го одговорот. На здравје, се гледаме во следната емисија. Довидување.